Па добро, како прво, знаете сами поразите болат послем еден таков надпревар како доста важен како што беше надпреварот со Данска. Смирени сме, сконцентрирани сме за утрешниот надпревар, атмосферата мислам дека е добро, нормално сите не боли тој пораз кој го имавме од Данска, али мислам дека дечките кои се тука овие денови кои ги запознав, супер се тренираме и тоа што го тренираме треба да го пренесеме на утрешниот надпревар со Ирска. Тешко е, нормално, како што кажав, ова што го видов овие денови, доста добро ја анализиравме утакмицата која игравме со Данска, ги анализиравме и грешките кои ги направивме и тие 10 минути до 15 кои ги примивме головите. Ухото, све нормално, по пат сите играчи се дружат, тоа ми е драго и што еднаш дишиме како една фамилија и така сакам да остане и понатаму. Ова за мене ќе биде втор надпревар, секако дека играчите се тие најзаслужни за до утакмицата со Данска кои заслужни што го игра, али сега останува да се завршиме овој надпревар, бидејќи не се пласиравме во финалето и мислам дека коректно ќе излеземе со еден карактер, она што бараме од нив на теренот да го покажеме на утрешниот надпревар што нешто. На неколку позиции ќе промениме, ќе им дадам шанси на неколку играчи, али нема многу баш да се менува. Се договориме да имаме 8 измени во овој надпревар. Тие што ќе влезат, мислам дека заслужуваат и затоа се тука во ова репрезентација и ето утре нека докажат дека заслужуваат да го несат македонски дрес. Видете, јас кажав и прошлиот пат, оние играчи кои настапува во клубовите секако ќе имаат повише право да играат за националниот тим и тоа го направив таа утакмица против Данска, кој не сака да игра за Македонија. Он не игра ни за селекторот, не игра ни за играчите, игра за државата. Така да не гледам причина некој да има да се лути зошто не играл, зошто не почнал или зошто не бил стартер на превар. Тоа е негова опција, он си знае што прави и така не му се мешам во тоа. Премногу дупки се јавуваат и премногу шутеви има. Па добро, да, точно е дека последните две утакмици примиме доста голови. Ја мислам дека овој проблем го имаме по овие последни две утакмици, имаме доста шутеви, разговаравме за последната утакмица, ја анализираме утакмицата, ни треба по добра активација или по-добра дуел игра на средина на теренот, вторите топки, да дојдеме до вторите топки ние, за да може да биде наш нападот. Ако дојдат они до вторите топки, нивни не нападот и доаѓа до тие шутеви, до тие простори кај што може да се шутира. Кога екипата беше позиционирана, како и што видовте, првото полувреме беше доста добро у дефанзива, има неколку шутеви од далечина, така да тоа мислам дека не е застресувачки за нашиот гол од далечина. Али пак ти кажувам дека разговараме за тоа, ги знаеме грешките, ги соучиме, од тука стои до нас да напредуваме, да тренираме и да се подобриме. Дефинитивно ние разговараме и секој од нас има право да каже и кажува неколку зборови пред утакмица, збориме измеѓу нас, селекторот доста ни кажува ни збори за утакмицата, за мотивација и како и за мотивација, така и за играта и за тактичката дисциплина и за тие дуели у средниот терен кај што треба да ги добиеме. Не мотивира, али ни кажува што како треба да направиме за да ги добиеме дуелите што се доста битни. Јас сум професионалец и кога победувам и кога губам, кога сум дошол за репрезентација, сакам да дадам максимум и сакам да победам секоја такмица и доаѓам овде, јас и тимот, и стручен штаб, и сите што сме дојдени тука, сме максимално професионалци, максимално сконцентрирани, за да може да дадеме максимум и да играме одличен надпревар.
Зашто тоа е најмалку што може да направиме од нас за Македонија. Одма ќе кажем дека од утре почнува она што ни е зацртано мене како селектор и на играчите. Така да на утрешниот надпревар ќе покажеме уште еднаш, мора да покажеме карактер и како што кажа Столе, она што бараме од нив, да имаме цврстина, да бидиме сите еден за друг и знаеме уште еднаш Ирска има добри резултати во последните надпревари, знаеме како испадна ова утакмица пред финалето, така да спремни сме и на тоа. Колку ќе ни дозволи утре нашата игра, не зависи само од нас. Како што каже селекторот, ја ќе се надам дека утре ќе излеземе да правиме најдобар надпревар, да одиграме и да се подобриме и секој следен надпревар треба да биде подобар. Разговараме доста за што треба да подобриме, што треба да задржиме, така да утре ќе излеземе иако е тешко да се игра, ќе излеземе да дадеме максимум за почит за Македонија, за нас, за сите. Па добро, секако кога водиш 2-0 на полувреме и секако мислиш дека главата више си у финалето влезе, али видите у денешниот фудбал што се случува, така да Чешка ми стигна нажалост елиминацијата на Ирска на пенали. Пеналите знаеме што се денес рулет и ги победија Чешка. Се за утрешниот надпревар како ќе влезе оние, мислам пред таа публика што ќе дојде утре, мислам мотивацијата нивна нема да застане тука и сака да им вратат на нивните најачи за тој пораз кој е таму. А наше е да одговориме со една добра, стрплива, сконцентрирана игра и дисциплинована на теренот, да покажеме и ние треба карактер на овој напред. Секако дека во репрезентацијата на никој вратата не му е затворена. Се одлучив за овие два надпревари за оние дечки, оние репрезентативци кои ги игра квалификациите да стигнат до тој бараж. Сега за понатамо разговарав со сите играчи, разговарав и со Стефан и со Адеми. Ја кажав дека репрезентативната врата за никој не е за добар играч, за никого не е затворена. Што понатамо ќе видиме како ќе биде. Ги гледав двете утакмици со Чешка, кои таа утакмица беше доста на дуели, на доста набацивање у 16 и доста тврда утакмица. Утакмицата која гледав со Маđарска, Ирска покажа еден квалитетен фудбал кој победија у Маđарска тамо 3-2, така да знаат да играат доста добар фудбал. Точно така, значи знаеме тие играчи кај игра скоро 80-90% игра во Премиер лигата, знаеме Премиер лигата е една од најдобрите лиги во светот. Наша идеја, она што барам од играчите да играме наша игра со посет, да отвараме, да напаѓаме со крилните нападачи. Уште еднаш, тие има физика, тие играат во такви клубови кои ние тоа не можеме да го издржиме, али тоа што ќе го бараме и како што кажа Столе, мораме да се навикнуваме и на таквите утакмици, да влегуваме у доста дуели, да сме цврсти, агресивни, само така можеме да парираме на тие играчи.